Караванот на Джентлмен магазин продолжува и понатаму. Но денес, гостинот на гости кај нас. Во мојата емисија сум имал разни гости. Политичари, бизнисмени, секакви джентлмени и сите биле своеврсни VIP личности. Последните две емисии јас говорам со уметници. Така и денес ќе говорам со еден уметник кој што ќе го третирам како вистинска VIP личност. Сонував дека сликам, а потоа си го насликав сонот, кажал Ван Гог, а што ќе каже мојот денешен соговорник и уметник кој што е во јавноста многу добро познат како Страхил. Ќе разбереме во наредните 30 до 40 минути, зависност од неговата инспирација за зборење. Страхил, добар ден. Добар ден. Добре ми дојде. И мене исто. Ете, конечно се договориме после толку многу време. Па точно да, ние практично се договараме од март-април, Да. ако не се лажам. Меѓутоа сметав дека во тој период немав што конкретно да ви кажам, односно за моите активности, нели, во однос на она визуелното што ми е, нели, главно што ми е домен, да кажам. Конечно, така што еве поминаа неколку месеци и конечно се договоривме и драго ми е што сум во оваа прекрасна емисија која што третира, морам да кажам, една многу интересна тема, која што од друга страна некако да заборавивме на многу вредности и така натака, меѓутоа мислам дека во текот на разговорот ние секако ќе ги прочачкаме сите теми. Да, дефинитивно. Да, дефинитивно. Ќе збориме, нели, пред се за джентлменството, како што јас секогаш љубам да кажам, джентлменството е вид на изумирање, но еве со вакви елоквентни господа ние пробуваме тоа да го вратиме од сите области, нели, затоа што джентлменството треба да метастазира како еден рак во општеството и да ги заразува сите. Ќе говориме дефинитивно на многу теми, но за почеток тебе би те прашал нешто што другите не ги прашувам, но сакам ти да одговориш за себе, кој е Страхил? Значи, прво, што ќе кажам, дека прво сум нормален човек, потоа сопруг и татко на две прекрасни деца, тинејџери, Луција 17 години и Калист 15 години. Тинејџери во проблематичен период, нормален во секоја смисла на зборот, професионален во однос на она што го работам пред се и перфекциониста. Потекнувам од интелектуално семејство, од татко кој што беше сега веќе починат, професор на факултетот за ликовни уметности во Скопје, 2 мандати декан, 1 мандат продекан, визуелен уметник, сликар по вокација, човек кој што се занимавал со исто така во текот на неговиот живот и неговата кариера со заштитата на културното наследство. Мајка која што исто така е почината, која што беше просветен работник како негувателка, односно воспитувачка во детска градинка. Знаете, сите ние од некаде потекнуваме, нели, нормално, не сме дрво без корен. Дури ако сакате, еве, како еден ексклузивитет за емисијата, многу малку луѓе го знаат ова, меѓутоа еве како ексклузивност нека биде во вашата емисија, дека од на мајка ми страната сум правнук на Павел Шатов. Едни од најголемите джентлмени, го имам тоа кажано, веќе го повторам пак. Имено. Цела таа трупа, наречена Гемиџи, господа елоквентни, дефинитивно. Така е.
Што мислиш, што сметаш дека е твојата мисија на овој свет? Си размислил ли на тоа? Апсолутно, значи, секој нормален човек, па интелектуалец ако сакате, па и не мора да е интелектуалец. Мислам дека секој човек на овој свет е дојден има некоја мисија. Значи тоа не е случајно. Да, но дали си размислил која е твојата? Апсолутно да. Така. Да. Мојата мисија е да многу едноставно, значи во својот одговор ќе бидам едноставен, а тоа е да оставите нешто вредно позади себе. Сликар, нели, по вокација, меѓутоа по последно време некако ме интересираат и многу други медиуми со кои што сакам, нели, да си играм и да експериментирам. Особено во последно време и со фотографијата, која што ја третирам и можам да кажам од многу поодамна, како медиум кој што во последно време повторно ќе кажам дека ме инспирира и нели ми дава еден мотив, ако така можам да кажам, за нели за мои визуелни креации, нели понатака и во моето творештво генерално. Дефинитивно си човек кој што можам да кажам не живее по конвенцијата на светот. Ти пречи, сакаш ли да бидеш прифатен од сите или ти годи тоа што не си доволно прифатен од сите општо, во смисла кога не се држиме по конвенцијата на општеството, знаеш, малце можеме да бидеме и оговарани. Не, апсолутно мене не ми пречи. Значи, прво да се разбереме, не е нормално сите да те сакаат. Мислам, апсолутно, и тоа го тврдам. Апсолутно не сакам да живеам по некои правила и стереотипи кои што, нели, современието, општеството и така натака ги наметнува, нели, како вредности, меѓутоа во наводници, ќе кажам. Оговарањето апсолутно не ми пречи, просто тоа го оставам на... И нека зборат, why not? Да. Живеам како чувствувам дека треба да живеам и како јас и моето семејство се чувствуваме дека треба да го живееме животот и која е нашата мисија во нашето битисување или обстојување, ако сакате. Така да немам проблем. Да. Мислев и знаев тоест дека тоа ќе го одговориш, затоа што и така треба да се живее, нели? Убаво е кога си нечива тема на разговор секојдневно. Тоа ти годи, малку можеш жежат ушите, што се вика народски, но... Да, ми жежа стално ушите, да, што се вели народски, меѓутоа so what, немам проблем, навистина немам проблем. Како успешен човек, дефинитивно, сакам да те прашам како го доживуваш успехот, како го дефинираш, како го конзумираш? Ми годи, нели, успешноста, впрочем, сум вложил многу години работа, труд, образование, едукација, нели, за да достигнам одредено ниво, иако сметам дека се уште не е достигнат врвот, тука морам да го кажам, значи да не звучи нити арогантно, нити претенциозно, нити нарцисоидно, пред се морам да кажам дека јас сум нормален човек и не се однесувам како да сум некоја звезда и така натака. Видете, звезда во денешно време, во наши услови, во нашето општество, многу тешко, значи да се разбереме. Значи збориме за два света. Да. Дефинитивно. Можеби надвор, да отидев порано надвор, можеби некако, можеби тамо не ќе направев, можеби немаше да направам некаква кариера, меѓутоа сметам дека надвор некако и тамо е тешко, морам да признам. Меѓутоа, од друга страна, сметам дека ако доволно работите, ако доволно се трудите, ако сте вредни, ако се откажувате од многу нешта и се фокусирате на она што го сакате и го работите, сметам дека и тамо можете да постигнете успех. Да. Без ризик нема награда на крајот. Апсолутно. Екзистенцијализам и социополитички прашања отвараш во своите дела и тоа во твоите интервјуа го имам прочитано дека да, тоа е така навистина. Од каде и зошто? Оваа година исто морам да го кажам дека се навршува 20, односно се 25 години од мојата излагачка дејност, односно од мојата прва самостојна изложба во далечната 97 година. Честитки. Благодарам. Јубилејна, да кажам, година. Да. Јас сум дипломиран сликар.
нели по локација во дипломата така ми пишува. Меѓутоа некако и ден денес го работам, да се разбереме, значи да не бидам сватен погрешно. Меѓутоа сметам дека просто човек мора да експериментира и да истражува постојано. Впрочем, тоа го работев и на додека студирав нели на факултетот за ликовни уметности. Постојано нешто чептав, истражував нови материјали, нели нови медиуми, па како тие да се имплементираат нели во моето сликарство и така натака. Тука повторно ќе го спомнам татко ми затоа што и он беше истражувач. Така што веројатно и генетиката одиграла многу важна улога тука и тоа дефинитивно признавам. Дури учествував и во еден научно-истражувачки проект кој што он го водеше заедно со неговите колеги од факултетот. Така да можеби оттаму и поривот да ден денеска истражувам во доменот нели на уметноста и да презентирам дела кои што упатуваат, сугерираат, ако сакате, поставуваат прашања, предупредуваат за сето она што ни се случува нели во општеството, па ако сакате и на глобално ниво. Значи треба да научиме еднаш за секогаш дека доколку ние не се почитуваме самите себе си, не знам кого да викнете од страна, не знам што треба да се случи за да некој друг ве почитува. Значи, ова ви го говорам од аспект дека и тоа е јасно дека сите на запад, како и да е, Европа, Америка, како и да е, како сакате земете, тие си го почитуваат своето национално. Значи тука можам да набројам култура, идентитет, јазик и така натака и така натака, уметност и така натака. За разлика од кај нас, кои што од нас, уствари, кои што морам да кажам, ове јавно ќе кажам, дека ние практично многу малку или не си го почитуваме или многу малку си го почитуваме она што за нас е лична карта. Толку би кажал. Сега да те прашам дали сакаш следно да одиме на по една чашка вино. Малку, ништо посебно. Па апсолутно, може и на виски, не е проблем. Да, добро. Значи пред да се префрлиме на другата локација, сакам само да те прашам кога би имале овде на кристална топка, така, што ја би ја предвидела иднината, така, што би сакал да дознаеш? Од било кој аспект, било кој поле, имаш право на едно прашање. Повторно ме навлекувате да се расплинам во својот одговор. Меѓутоа, навистина, не сакам да знам однапред за мојата иднина. Тоа сакам да го слушнам, верувам. Не, дефинитивно, еве да се разбереме, не сакам. Од проста причина што комплексно е повторно прашањето и некако, еве ќе кажам во два збора, значи ќе се трудам, ќе работам и ќе бидам добар човек. Во моето денешно Школа за джентлмени специјална едиција наречена Мажи на годината. Јас се наоѓам во епицентарот на случувањата на самиот тој настан Мажи на годината, во епицентарот на случувањата на самиот Джентлмен магазин, односно во канцелариите каде што се случуваат сите тие збиднувања. 5-то јубилејно издание Мажи на годината, но за почеток јас денес ќе разговарам со една прекрасна дама. Здраво, Жаре. Добар ден. Како си? Добро. Ти како си? Супер, одлично, во твое друштво секогаш позитивно. Ти благодарам. За почеток би те прашал што за тебе представува поимот джентлмен? Джентлмен за мене представува маж кој негува добри навики, пред се е воспитан, некој кој обрнува внимание како на физичкиот изглед, така и на своето ментално здравје. Човек кој се однесува со особена почит кон дамите, но кон сите во својата околина исто. Човек кој знае што сака во животот и кој цели кон своите идеали. Одлично кажано.
можева да се искористи како една дефиниција понатаму нели за да се знае што е джентлмен, сите гости кажуваат нешто свој и тоа е навистина добро. Напоменав дека ние се наоѓаме во, ќе го наречам, епицентарот на збеднувањата на Gentleman магазин и во епицентарот на збеднувањата на настанот Маш на годината. Малку подоцна ќе зборуваме за Маш на годината. Сега сакам да те прашам како е да се работи со главните виновници за Gentleman магазин, за настанокот на Gentleman магазин и дали се тие навистина такви джентлмени, зборам за Марко и за Мартин, за двајцата продуценти, како што пропагираат во Gentleman магазин дека треба да се биде джентлмен? Од мое искуство можам да кажам одлично, да не речам совршено. Така? Значи, задоволство е да се работи со баш прави джентлмени како што се Марко и Мартин. Припримите за целиот тој настан, за се она што они сакаат да го презентираат во јавноста и за што се борат да го достигнат нели во Македонија, тоест джентлменството да се крене малку на повисоко ниво, е за пофалба. Баш ми е драго. А да го прошириме диапазонот кога би искочиле од ова, би излегле се извина од оваа канцеларија. Во Скопје можеме ли да сретнеме джентлмени? Што мислиш? Тешко прашање. Па, се повеќе може човек да се изненади. Јас како жена, нели, се изненадувам, има. Не е дека нема, меѓутоа треба да се работи на себе, дефинитивно. Петто јубилејно издание на настанот Мажи на годината. Малку околу тоа. Можам да кажам дека подготовките оваа година се доста еуфорични, иако сме одлично организирани и постигнуваме се што ни е во план да го постигнеме до настанот. Настанот Мажи на годината оваа година обележува еден мал јубилеј, славиме 5 години од формирањето и идејата да се поттикне јавноста, особено мажите, да обрнуваат време нели на себе си. Настанот има за цел да ги вреднува и награди мажите кои придонесуваат во сите области во општеството кај нас и се трудат да остават свој печат за околината за оние кои навистина негуваат добри навики. Ти благодарам за ова прекрасно излагање. Ова беше од женска гледна точка како тоа ќе изгледа настанот Мажи на годината, 5-тото јубилејно издание, малку проговоривме и за Gentleman магазин. А сега ќе говорам со двајцата главни виновници кои што претходно ги споменавме, што се случува, како ќе изгледа и зошто се прави така наречениот настан Мажи на годината. Добар ден. Добар ден, добар ден. Супер. Баш ми е драго. Еве, одлично. Добар. Конечно ги усогласивме распоредите за да се најдеме тука. Ќе бидам краток во интерес и на твоето и на моето време. Се ближи 5-тиот јубилеен настан нели на Маш на годината и сакам со главниот виновник да проговорам малку околу тоа. Драго ми е дека пред се дојде да направиш муабет со мене, после сите тие джентлмени кои што ги помина во измината година и она предходната. Да, се ближи 30 ноември, организираме 5-та година поред јубилејното издание на Мажи на годината кај нас. Традиционално, како и секоја година се одржава нели во Doubletree Hilton на 30.11 се почна во 20 часот. Нешто на кое што сме не знам некако премногу среќни и задоволни бидејќи сепак е не знам 5-та година поред, некако ни дава некако си дополнителен ветар во нашиот грб за да не мотивира уште повеќе да ги наградуваме и мотивираме луѓето кај нас, оние кои што постојано не вложуваат што лично, што во она што е во општеството. Така да очекувањето, да ти кажам најискрено, ми се навистина големи. Знаејќи од минатогодишниот настан кој што беше, не знам, супер експлозивен, оваа година истите луѓе може да очекуваат уште подобро издание, некој си кој што ќе биде едно, не знам, као шлаг на целата приказна. Да останеме филантропи и општествено одговорни, тоа е мислам нашата мисија. И мисијата на оваа емисија и за кратко ќе те прашам пред да си одам, дали може нашите гледачи да очекуваат трета сезона или не? Да бидам искрен, највише од све што сакам е Gentleman магазин да остане активна, значи да биде се уште присутна на ТВ екраните. Искрено се надевам дека ќе биде, за кратко ќе им кажеме на гледачите, за многу брзо време ќе ги известиме што како. Меѓутоа сигурно дека едно вакво телевизиско шоу или не знам еден ваков пакет треба да остане пред се заради тоа што навистина ние негуваме некои си добри навики. Значи целта ни е тоа. Значи мислам дека луѓето го препознаа како настан или како емисија или како проект кој што навистина придонесува за едно подобро општество за сите нас. Профилот на луѓето кои што се појавија овие изминати 2 години се навистина луѓе кои што стварно придонеле нешто и кои што навистина можеш да научиш нешто многу од нив. Така да едноставно мислам дека концептот не треба да заврши и дека концептот треба да продолжи во иднина.
Така да, али за кратко ќе ги известиме Ќе ги сите известиме. гледачи ќе бидат. Ти благодарам. Ти благодарам уште еднаш што Фала одвои ви на тебе. време. Одам да се видам со вториот виновник за овој Драго настани ми. за оваа емисија и се гледаме на 30. Се гледам. Ти благодарам. Поздрав Жаре, секој добро. Благодарност за наградата. Кај си бе, Марти? Жак бе. Како си, добар? Добар си ми? Одлично. Баш ми е драго и фала ти што конечно еве ме прими во твојата канцеларија да испиеме едно џентлменско кафе со еден ваков елоквентен џентлмен. Тука сме и да проговориме малку за настанот Мажи на годината. 5-та јубилејна година, некако можам да кажам, некој љуба да кажа ти преминува во традиција, но што представува тоа за тебе како организатор, како дел од тимот кој што се му е ставено на грб, да кажам, народски кажано, човек кој што се труди, трча, организира, договара и како сето тоа изгледа, знаеш да го доближиме малку до гледачите, една организација на толку голем настан кој што веќе 5-та година повторно ќе повторам, ќе биде прикажан и емитуван и на телевизија и во живо, народот ќе може да го види и да го осети тоа гламурозно нешто. Многу е тешко. Се ближиме, више сме на една недела до настанот. Да. Сега се вика оние жаре финални подготовки кога навистина пазиш се да биде кој што треба на секој детал, затоа што сепак станува збор за голем настан и гламурозен настан. Се трудиме да биде како еден вид на гала вечер пред се, со доста голема бројка на посетености гости, а уште поголем притисок и уште поголем тежина ни дава тоа што оваа година ни е пета година, јубилејна, ќе славиме роден ден, и особено сме горди на тоа и затоа сакаме да го направиме буквално да биде перфектно. До секој детал, до секој момент. Како е, се извинам што те прекинувам, малку сакам да те навратам, како се роди идејата да се случи овој настан пред 5 години? Идејата се роди ние пред 2018 година. Јас и Марко го имавме првиот машки магазин, онлайн, дигитален портал беше, кој што се викаше Friday.mk. Friday.mk денеска нели е прераснато во Gentleman магазин. Беше магазин кој што беше специализиран за машката публика. Обработувавме теми, лајфстайл, стил, мода, бизнис, економија, совети и така натака. И со тек на време свативме дека Мажи на годината или Men of the Year Awards, како што е, го има на секаде низ светот. Во Европа, у блискиве земји, дури тука Србија, Белград. И рековме кај нас го нема. А има кај нас манифестации од различен тип, буквално баш таа специализирана манифестација немаше и така се роди идејата. Почнавме скромно, да не кажам. Мислам далеко од скромно и првата година беше навистина извонреден настан. А почнавме полека. И уште од првата година видовме дека буквално импресиите беа жаре одлични, кога ќе луѓето осетија дека некој им го вреднува трудот и тоа што го прават во општеството, и решивме и така од година во година растем, прерасна во традиција, веќе луѓето го знаат, го очекуваат. Медиумски многу се збори за настанот и навистина мислам дека оваа 5-та година ќе биде top of the top. Што е тоа што... Ти си дел од настанот, така Да. беше лани за прв пат и годинава. И годинава да продолжуваме понатаму. Што е тоа што овој 5-ти настан, 5-та година на настанот ќе го одвои од останатите 4? Освен тоа што е нели 5-та година. Кажере, ќе го одвои, мислам дека концептот и програмата. Ќе биде побогата програма. Побогата програма. Значи решивме нели секоја година настанот има официјален дел кој што се трае, кој што се делуваат наградите, има еден дел кој што е после коктел забава. Она што ќе го одвие е тоа што многу голем дел од компаниите кои што се и наши спонзори застанаа позади нас. Морам да ги напоменам Казино Австрија, International Macedonia, кои што се наш генерален спонзор, кои што ја препознаваат идејата. Другата страна е што настанот ќе има и малку општествена одговорност.
за благодарение на Пакома, ќе имаме и хуманитарен дел кај што ќе се едуцираат луѓето, да речеме, за како да се селектира отпад и така натака, нешто што е важно. Програмата ја збогативме, значи ангажиравме да биде повеќе на ентертеймент, пошто луѓето пред се сакаат забава, знаеш. Океј, официјалниот дел, ама мислам дека луѓето се више изморени од официјалност и од све, се дојдени да уживаат и да се забавуваат. Ангажиравме луѓе, професионалци, уметници од македонска опера и балет, луѓе кои што и музичари и кои што ќе бидат задолжени за забавата и кои што се надевам дека ќе го постигнеме ефектот што сакаме заедно со нив. Колку награди очекуваме годинава? 12 плюс 1. 12 плюс 1. 12 награди и една е главната, уствари главната ја добива еден од тие 12. Кој што се веќе таму, а тој не знае за тоа. Да, се сеќавам лани, тоа беше господинот Сашко Јовев, нели, пријатно изненаден. Следно што сакам да те прашам е, локацијата останува иста, нели? Иста останува 30-11 во хотел Хилтон. Тоа среда му доаѓа, баш за една недела среда. Среда среќен ден. Така Секоја година го правиме во среда, последната среда од месецот. Од месецот на машкото Машкото здравје. здравје. Повторно ќе напоменам, затоа што мора да се дигне свеста на народот, на машката популација, односно за колку е важно психофизичкото здравје на еден маж, за да имаме ние и здраво општество. Нели затоа го правиме и Джентлмен магазин заедно. Ти благодарам уште еднаш што ме примивте во вашата работна атмосфера, тука во канцелариите на Friday Комуникации и се гледаме за една недела. Така е. Ти благодарам. И евене, Страхил, пријателе мој, како што ветив, така и остварувам. Знаеш, ние тоа што го ветуваме, тоа и го остваруваме. Така е. На здравје, со една На чашка здравје. убаво бело македонско вино. Како што Нормално. напомена дека сакаш. Нормално. На здравје. На здравје. Сакам да те прашам за почеток на овој втор дел. Некако стана традиција ке мене во емисија да гостите менуваат два аутфити како што менуваме локација. Така да морам да го пофалам и овој твој аутфит. Благодарам. Дефинитивно си човек кој што внимава на сите детали. Ќе кажам, значи патот на џентлменството го трасираш многу внимателно Така е. и го одиш многу сигурно. Но затоа малку потоа, само сакав да те прашам, што за тебе представува поимот џентлмен? Значи, од овој аспект, од ова наше современие какво такво, сметам во кое што владеат, нели, невредности или искривени вредности, сметам дека џентлменството е мисловно име. Од проста причина, не можете да гледате низ призма на материјалното, односно низ призма на пари и така натака. И покрај тоа што нели финансиите, материјалното, односно финансиите пред се, парите ако сакате, се многу значајни и многу важни за, јас би рекол, за еден нормален, не луксузен, туку еден пристоен живот, односно да си приуштите не луксуз, да се разбереме, туку нормален живот, пристоен, ако сакате со семејството, да можете да прошетате негде, да имате прилика да седнете во ресторан, да се напиете, може би чаша вино, виски, небитно, значи. Така да, мислам дека тука многу се паѓа на тој тест. Се мисли дека за да бидеш прав џентлмен, треба да си прво мора да се облечен во најбрендиран аутфит, да имаш најдобар джип, кола, лимузина, сеедно, да пушиш најскапи цигари, да носиш најскапи кондори и така натака и така натака. Значи да бидете форма без содржина. Џабе ви е аутфитот, џабе ви е формата, џабе ви е джипот, џабе ви се парите, ако немате содржина, односно она што вас ви исполнува духовно како битие. Значи,
тука е целата поента. Значи, џабе ви е се. Кога вие ми доаѓате и ми ги фрлате ключевите од джипот и телефон, најсвет мобилен телефон, а од друга страна не знаете да ми се обратите, прво сте невоспитани, второ сте некултурни и мислите дека со парите можете се. Не, извини господине, не, или господине, не. Така да, сметам дека ние тука треба да поразговараме за многу по-круцијални прашања, во смисла на едукација, образование и надградување на себе си. Мислам дека тука исто така го паѓаме тестот, значи во старт. Ги бркаме по имите, односно ги мешаме по имите. И вредностите, генерално. Професорлукот, како јас љубам да кажам, е една од најџентлменските професии, затоа што ти просто на другите им го предаваш своето знаење несебично. Ти си професор по фотографија на Европскиот универзитет и си човек кој што има една многу интересна професија за мене, затоа што сум верник, го љубам Бог и ги сакам иконите, а ти си човек кој што ги реставрира иконите и се грижи за културното наследство. Колку уживаш во тие две работи покрај другото? Видиш, значи тие две работи се прво диаметрално спротивни. Да. Дефинитивно се диаметрално спротивни, затоа што овде имаме, значи, јас сум вработен пред се во Националниот конзерваторски центар во Скопје, како советник конзерватор-реставратор во ателјето за икони, каде што работам на конзервација и реставрација на културното добро, на културното наследство, односно конкретно на конзервација и реставрација на икони. Морам да признам дека тоа е прилично макотрпна и одговорна работа пред се. Тука грешки не се признаваат, не смеете да направите грешка никаква. Мора да работите посветено, да имате знаење, да имате едукација, за да вие просто се внурнете во тој процес, макотрпен процес, кај кажам повторно, затоа што вие да конзервирате една икона, имате рок одреден во кој што вие таа икона морате да ја конзервирате. Да кажеме сега хипотетички, да речеме една година имате рок, да ја конзервирате една икона која што е, да речеме, од 14-16 век и така натака. Меѓутоа, што се случува, тоа многу луѓе, мислам, не го знаат. И обично кога ќе кажам Национален конзерваторски центар, сметаат дека што ти конзервираш. Јас обично знам да се нашалам, не работам во прехранбена индустрија, не конзервирам, не правам конзерви, не произведувам храна, не конзервирам храна. За жал, морам да признам. Така што сакам да се навратам на тоа дека вие имате година дена да реставрирате или може и повеќе една икона, меѓутоа во текот на самата работа искрснуваат многу проблеми од X причини, несоодветни климатски услови, микроклиматски услови и така натака, сега да не ги заморувам гледачите. Така што навистина посветено и се работи на случајот, односно работам во таа институција веќе од 2001-2002 година, прво како надворешен соработник, односно хонорарно, со договор на дело, а подоцна и со решение, да кажам класично, вработување. Од друга страна, во однос на професорлукот, како спомнавте, тоа е сосема па друга, како да кажам, работа, професија. Значи, некако уживам во тој процес на работа со млади студенти, со идни генерации, идни дизајнери, идни уметници, модни дизајнери, графички дизајнери, дизајнери на интериер. Пред се, и ме предавам фотографијата, која што ми е пасија, морам да кажам, и со која се занимавам веќе и професионално неколку години. Просто уживам, значи, кога работам со нив и им го пренесувам тоа знаење кое што јас го имам и сум го стекнувал, со наобразба лична и така натака. И морам да кажам дека е доста креативно за мене,
Затоа што ако направам паралела нели со двете работи кои што ги работам, морам да кажам дека сепак во конзервацијата е наука пред се, да се разбереме, и тука креативноста е, ајде да не бидам грубо сватен, да не кажам дека нема креативност, но ајде некоја минимална креативност. Меѓутоа, во однос на професор Лукот и на она што значи нели предавање на студенти, работа со млади, со идни генерации, значи тамо работата ми е креативна и тоа ме исполнува во секоја смисла на зборот. Така што, иако не споиви се двете работи, морам исто и тоа да го кажам, сметам дека сето тоа на некој начин ме исполнува мене лично како човек, како професионалец, кој што навистина јас сум човек што не оставам на случај. Сакам ако работам, јас ќе го сработам максимално професионално, или работам или не работам, да се разбереме. Така да не правам работи кои што онака проформа, само колку да помини, да се каже и да ја наполнам биографијата. Не, напротив, затоа и не дојдов во емисија, by the way. Тогаш, во март и април, дојдов сега, затоа што имам што да кажам и просто имам што да им презентирам на публиката. Така да, овој проект после, ова изложба, планирам, да го реализирам во Париз, сега во декември, значи одам од 3 до 27 декември ќе имам едномесечен престој во Париз, каде што ќе имам изложба, истата изложба ќе ја презентирам тамо, во Македонската амбасада во Париз. Јас сум преговори со Македонската амбасада, ми го одобрија просторот и се надевам дека ќе биде исто така на некој начин успешна изложба како и во Македонија. Инаку, ова ми е во суштина, мојот престој во Париз и изложбата е во суштина награда, која што, Гран-при награда, која што ја добив на зимскиот салон во, ако не се лажам, февруари месец, на зимскиот салон во Скопје, ја добив Гран-при наградата за моето дело Лимитиран свет. И по тој повод, Министерството за култура ќе ме испрати како по повод наградата со мој едномесечен престој во Париз и реализација на моја изложба таму. Одлично, навистина е, не знам како добро е мал збор да го кажам, во интерес на нашето време овде и во интерес на нашата емисија, ќе морам малку да го приближам крајот, не по моја волја за жал. Можеме уште да разговараме. Ние можеме да разговараме тоа како што тргнало, гледам дека се отвараат моабетите, затоа и прашањата веќе ги тргнав во втор дел. Нема потреба од прашања, мислам. Дефинитивно. Сакам да те прашам пред крај тука некаде околу советите што си ги добивал во животот, затоа што тоа е една школа што не се плаќа со пари, една школа која што е животна школа што е дадена и трасирана од самиот Бог преку некои луѓе кои што ни се нас родители, ментори и така натаму. Кој е за тебе најголемиот двигател и совет што си го добил во животот? Па види, сега се наежив, не знам камерата дали ќе го примети, не е важно. Истите совети јас им ги кажам и на моите деца, односно ги пренесувам на моите деца првенствено и на младите генерации на кои што им предавам на Европски универзитет, односно на факултетот за арт и дизајн. Не можам, јас сум емотивец по природа. Нема да се расплачам тоа, сигурно, бидете сигурни, а можам и тоа. Меѓутоа, не сакам пред аудиториум, тоа е просто моја емотивна и лична работа. Сакам да кажам дека пред се, пак ќе се навратам на семејството. Дефинитивно, кое што е за мене е врвот и столбот на двигателот за се она што досега некако сум го направил и ќе го правам во иднина. Значи, сакам да кажам,
баталете инфлуенсерства, баталете други вредности кои што ви се наметнуваат и така натака. Верувате дека семејството е столбот. Зборувам за секој нормален човек, од каде што ја црпам најголемата енергија, на која што сум најмногу благодарен, значи на сопругата и на моите две деца, за поддршката, за она што сум денес, и што нели и за понатака, нели во иднина, имам огромна поддршка и благодарност уште еднаш еве јавно. Во однос на советите, тука ќе направам една нели дигресија и ќе кажам дека сето она во однос на воспитувањето, во однос на едукацијата, образованието, го имам добиено од моите родители. Повторно е семејството во прашање и од тука произлегува коренот, сршта и суштината на како да кажам, на сите оние работи кои што понатака ќе ги правите во животот. И на битисувањето многу убав збор искористи кој што мислам дека треба почесто да го користиме. На битисувањето во секоја смисла на зборот. Да. Сега, во однос на твоето прашање, што е тоа што јас нели сум го научил од моите родители и од мојот татко конкретно, ќе бидам многу краток и мислам дека тука у суштина е многу едноставно. Мислам дека лежи и основната поента, нели, на целото битисување, нели, на како човек, како личност и така натака. Кратко и јасно, можам и морам. Односно, морам и можам, како сакам. Да. Мислам дека тука лежи клучот на... Значи, кажува се. Он беше едноставен човек, меѓутоа со многу малку зборови можеше да каже многу работи, од кои што може да извлечам поуки кои што нели ќе ги имплементирам нели понатака во животот и кои што ми значеле и ќе ми значат и денес. Ти благодарам, навистина немам што да додадам на ова. Благодарам многу и на вас. И некако малку ми е времето што го имам. Се надевам дека во трета сезона, дај Боже, ќе имаме многу подолго време. Да, јас се согласувам. Да, и ќе си имаме прилика да помуабетиме јавно, а приватно секако, нели? Затоа што, како што викаше во Казабланка филмот чуената реплика, ова е почеток на едно убаво пријателство. Именно. Така да ти благодарам за се, продолжи да го правиш тоа што го правиш во секој случај и тоа е единствениот пат. Така е. За успех и за така е, апсолутно. Да не биде. Апсолутно се согласам, да не биде. Да не биде. Така, на здравје. На здравје. Во месецот на машкото здравје зборуваме за машкото здравје, зборуваме за модата, зборуваме малку и за уметноста. Во месецот на машкото здравје следува и најдобриот настан кој што веќе 5-та година се одржува во Македонија, а тоа е настанот Мажи на годината. А јас ќе ви кажам една работа. Човекот или джентлменот е онолку добар колку што се добри и неговите зборови. Бидете джентлмени и гледате Джентлмен магазин на македонската телевизија.